Opozicija Branko Crvenkovski. Dobro večer Strumica, dobro večer Bosilevo, Vasilevo, Novo selo. Dobro večer, драги пријатели, наши борци и соборци во битката за правда и слобода. На почетокот сакам да ви се заблагодарам, сакам да ви ја искажам мојата почит за вашата пожртвуваност, за поддршката што ни ја дававте, за тоа што ни верувавте во изминативе 2,5 месеци во одбраната на демократијата, во одбраната на Уставот и законот, во одбраната на честа и достоинството на македонскиот граѓанин и македонскиот народ. Заедно со вас организиравме десетици, стотици протестни маршеви, собири, блокади, митинзи ширум цела Македонија. Илјадници луѓе секоја вечер ги полнеа улиците и плоштадите на македонските градови. Конечно видовме, конечно се пробуди желбата, се покажа волјата, па ако сакате и инаетот на нашиот човек, на нашиот народ, да се побуни, да се бори, да се пружи отпор против оваа тиранија, против оваа здисана и забегана власт, против оваа диктатура на еден човек и една мала група на луѓе околу него. Уште еднаш се покажа дека нашиот македонски народ може многу да истрпи, може многу да издржи, но порано или подосна чашата ќе се прелее. И тогаш кога ќе се крене, кога ќе тргне, нема сила што може да го уплаши, нема сила што може да го запре. Тоа во овие 2,5 месеци го виде и власта, а во тоа се увери и целата меѓународна заедница. Почитувани граѓани, драги пријатели, во изминативе 3 дена самиот Никола Груевски и ВМРО ДПМН ја отворија Пандорината кутија со искривено толкување на политичкиот договор постигнат во петокот и зад кој како гарантор застана Европската Унија. А кога веќе така решија, тогаш така нека им биде. Народот има право да ја знае целата вистина. А вистината е дека со тој договор политичката криза во Македонија не се решава. Со документот се утврдува план и динамика на чекори за постепено решавање на кризата. Во текстот, терминот предвремени парламентарни избори не се споменува само затоа што Груевски ем се молеше, ем се и наетеше таков термин да нема, за да не му се растури митот меѓу неговите. Според тој план, на паритетна основа треба да се формира експертска комисија која треба да ги истражи настаните од 24 декември, од црниот понеделник, од оној ден кога се изврши погром на парламентарната демократија во Македонија. Ако оваа комисија, која мора да ја заврши својата работа во рок од 60 дена, констатира прекршување на Уставот, законот и деловникот, значи да го констатира она што сите со своји очи го видовме. Со преговори треба да се дефинира датумот за предвремени парламентарни избори. Инаку зашто друго би преговарале, ако не се преговара за предвремени парламентарни избори? За редовни парламентарни избори нема потреба. Тие се со устав дефинирани кога се одржуваат. Датумот за тие избори мора да биде познат најдосна до 1 септември оваа година.
Со право секој може да праша зашто дури тогаш, а не веднаш сега. Еве го одговорот. Затоа што Никола Груевски зел обврска, давал уверувања пред меѓународната заедница, и тоа не во петокот, туку многу порано, предходно, дека до јуни ќе направи се да го реши спорот со Грција и Македонија на јунскиот самит на Европската Унија да добие датум за почеток на преговорите. Ете, тоа е причината зошто го прекинавме бојкотот и зошто одлуката за предвремени парламентарни избори ќе се носи после јуни, а најдосна пред почетокот на септември. А ако уште еднаш Груевски се реши да не почитува даден збор, ниту постигнат договор, нека не се лаже сами од себе си, нека не се надева дека ќе го избегне соочувањето со народот. Тогаш не заради договор, туку токму заради народната волја, заради народниот револт, заради народната желба, заради иднината на оваа наша Македонија, Господ Бог нема да го спаси од предвремени парламентарни избори. Нека го чита и преведува како сака договорот. Нека шири колку сака едни лаги пред странците, а други дома. Предвремени парламентарни избори во Македонија ќе има. Груевски и фамилијата ќе бидат поразени и за секогаш испратени во срамниот дел од македонската историја. А вас, почитувани граѓани, ве повикувам да не го чекаме септември. Ајде да ја завршиме работата многу порано. Еве шансата на локалните избори на 24 март. Еве можноста во еден ден вашиот глас да се брои 2 пати, да заврши 2 работи: и за победа на локални избори, за избор на локална власт, и за да му ја покажеме вратата на Никола Груевски, да покажеме дека со него и неговите политики е конечно завршено. Овде во Струмица уште од сега се е јасно. Во овој град Груевски можеше да види свој градоначалник само ако ги бойкотиравме изборите. А и тогаш ќе се тресеа од страв дали ќе го исполнат цензусот или ќе ги повторуваа изборите до бескрај. Во Струмица на 24 март нема да се бориме за победа. Таа е веќе изборена во изминативе 8 години со делата и успехите на Зоран Заев. Овде на 24 март ќе се бориме за голема, за најголема победа со која ќе му покажеме на Груевски дека струмичани сакаат цела Македонија да биде како Струмица, слободна, успешна, напредна, европска. Ги повикувам и граѓаните на Василево, Босилево, Ново село да бидат и тие дел од таа голема победа. Нека токму овој струмички регион биде предвесник на едно ново време, на нов почеток, на нова страница во историјата на македонскиот народ и македонската држава. Ајде сите заедно да покажеме дека не е единствената Македонија онаа на Никола Груевски, понижена и подсенета, послушничка и полтронска, режимска и закопана во лажно минато и уште полажна сегашност. Да покажеме дека има една друга Македонија, храбра и горда, борбена и слободарска, демократска и правдолюбива,
Македонија свртена кон иднината. Тоа е нашата, тоа е вистинската Македонија. За неа вреди да работиме, за неа вреди да се бориме. За таква Македонија мора да победиме.